За 1 година, за 2, за 5, за 10 ќе бидам среќна. Не постои тоа. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија по програмата Оли. Во денешното видео ќе зборувам за среќата, односно за нашето залажување дека ќе бидеме среќни кога ќе ни се оствари нешто, ќе бидеме среќни кога ќе имаме или добиеме нешто што сега моментално го немаме, ќе бидеме среќни кога ќе успееме и оствариме нешто кое засега не сме го оствариле, ќе бидеме среќни кога некој од надвор ќе ни покаже љубов, внимание, ќе бидеме среќни кога ќе изградиме добри односи со нашите партнери, деца, родители. И така целиот наш живот го поминуваме во тоа да чекаме од другите од надвор материјалните работи, нашите дипломи, сертификати, можноста за забава, за патување, да не направат среќни. Меѓутоа, тоа нема да се случи. Тоа е, како што реков, само едно залажување и начини кои се разбира дека може да ни го разубават и збогатат животот и треба да сме благодарни доколку ги имаме сите тие луѓе, сите тие можности. И тоа е прекрасно. Меѓутоа, во животот не е секогаш така и најчесто не може да имаме се, но тоа не значи дека не може да бидеме среќни. Односно, среќата е чувство кое што треба да го најдеме сами во себе, да се чувствуваме задоволни од животот, благодарни за она што го имаме, да живееме сега и овде, присутни во мигот и да не се оптоваруваме со она што било во минатото и со она што ќе биде некогаш во иднината. А доколку не се чувствуваме среќни, доколку сме тажни да го оттагуваме, доколку се чувствуваме празно да видиме од каде доаѓа таа празнина, доколку не умееме да се радуваме на своите успеси, на тоа што го имаме, на другите, да провериме зошто е тоа така. Да очекуваме од луѓето од надвор, од материјалните работи, од патувањата, да не направат среќни или децата, или партнерите, или родителите. Тоа е една мисија во која ќе изгубиме време, енергија, многу залудно и нема да стигнеме до целта. Затоа што не е работа на другите луѓе да не прават среќни. Нивна работа е да ја препознаат и да ја уживаат својата среќа. Материјалните работи може да пополнат некоја празнина, да не израдуваат за кратко и знаете, обично сметаме дека работите додека ги добиеме, купиме, направиме, оствариме, го чекаме тој момент со надеж дека ќе ни израдуваат и ќе не направат среќни и да, меѓутоа понекогаш тие моменти траат прекратко. Се што имаме, се што поседуваме, што е материјално, некогаш сме му се радувале, некогаш претходно сме замислувале да го имаме, да го купиме, да го оствариме и потоа забораваме. Го оставаме, не се радуваме, не се ни грижиме понекогаш. Колку многу материјални работи имаме, кои ни стојат некаде по шкафови, по фиоки, кои со години не сме ги погледнале, накид кој не сме го ставиле, облека која не сме облекле, автомобил за кој сме се радувале кога сме го купиле, а сега не се ни грижиме, остарел и сакаме да го продадеме и да се оттарасаме од него. Па следниот автомобил ќе не направи среќни. Сертификатите, дипломите што ги добиваме, па не седиме секој ден, не ги гледаме и не се чувствуваме среќни. Се знае дека потоа имаме други цели, други идеи, други желби, се надоградуваме, одиме понатаму. И тоа е супер. Доколку работиме на себе, вложуваме во себе, градиме кариера, тоа е наш избор. Меѓутоа, ако тоа го правиме за да не направи среќни, никогаш нема да бидеме среќни. Исто и со луѓето. Ако син ми порасне, заврши факултет, направи вака и така, како што јас сакам, јас ќе бидам најсреќна жена на светот. Ако партнерот се однесува вака или така, јас ќе бидам најсреќната жена на светот. Ако моите родители беа вакви или такви, или се такви, па ми помагаат, па се грижат за мене. Не, тоа нема да се случи. Тоа е само моментално чувство, илузија и таа реков, убаво е сето тоа да се има.
Меѓутоа, познавам луѓе што имаат многу од сето тоа и не се среќни. Познавам луѓе кои отишле и во Париз и може да отидат и следниот викенд и следниот, меѓутоа не се среќни нити во Париз, нити во Скопје, нити во градот во кој што живеат, независно кој да е. Затоа што ние се носиме себе си каде и да одиме. И во Париз, ако сме тажни овде, ќе бидеме тажни и таму. Целата поента на барањето на среќата во себе е да бидеме среќни сега и овде, со се што имаме. Среќни затоа што сме здрави, затоа што сме се разбудиле, затоа што имаме луѓе кои ги сакаме и кои не сакаат, затоа што имаме пријатели, затоа што имаме можности, а од сето тоа да црпиме енергија, желба, идеја, мотивација, за да одиме понатаму, да имаме повеќе, да видиме повеќе, меѓутоа да уживаме во секој момент, да уживаме во се што ни е на дар дадено, а не да чекаме дека следното и следното и следното потоа ќе не направи среќни, затоа што тоа нема да се случи. Кога зборуваме за среќата, се јавува прашањето, а дали постојано можеме да бидеме среќни? Да, базично можеме да бидеме среќни, затоа што сме живи, затоа што сме го изживеале, затоа што сме сретнале премногу прекрасни луѓе за сите можности во животот кои сме ги имале. И можеме да бидеме благодарни за тоа, или пак да се фокусираме на она што го немаме, на она што сме го изгубиле, или уште полошо на она што во иднина можеби ќе го изгубиме и да живееме во тие темни сценарија сосем непотребно, додека среќата, животот, она во што треба да уживаме, на што треба да се радуваме, тука е пред носот ни, ама ние не го гледаме. А дали цело време мора да бидеме среќни? Па се разбира дека не. Не сме роботи, ние сме луѓе, можеме да бидеме тажни, затоа што сме изгубиле некој добар пријател, можеме да бидеме тажни затоа што некој од нашето поблиско семејство доживел неуспех, има здравствени проблеми, можеме да бидеме тажни за неуспесите на нашите деца, меѓутоа, во исто време да бидеме среќни, затоа што ги имаме, затоа што се тука, затоа што можеме да разговараме со нив, да ги прегрнеме. И ако ние се заглавиме во својата чувство на тага, безнадежност, немоќ, гнев, не може никој и ништо од надвор да не направи среќни. Тоа е особено обврзувачки за другите луѓе, обврзувачки за децата, обврзувачки за родителите, за партнерот. Ако ти го направиш ова, јас ќе бидам среќна. Колкав товар со тоа му ставаме на другиот човек. А веќе реков, не е негова работа да не прави среќен. Негова работа е да биде среќен со себе си и со својот живот. И ние со тоа ништо немаме. Можеме да се радуваме и да бидеме среќни поради него, неа и толку. Не можеме да очекуваме партнерот да не направи среќни затоа што ние сме заљубени во него, затоа што ние сакаме да поминеме време со него, затоа што очекуваме вака или онака да се однесува. Ние, доколку сме избрале, одлучили да бидеме тажни, несреќни, да бидеме жртви, не постои партнер на светов или нешто што може да направи, за да не направи нас среќни. Не му е тоа работата. Нашата заедничка среќа треба да ја градиме заедно, а за тоа треба свесни луѓе кои знаат да уживаат и да живеат својата среќа и заеднички да градат заедничка среќа. Не вреди ако некој е среќен и има способност и можност да не усреќува, да не развеселува, да ни го разубавува денот, ако ние тоа не умееме да го примиме, ако ние тоа не го даваме од себе. Несреќните луѓе со текот на времето издосадуваат на другите луѓе, затоа што никој не е должен да се носи со нашето чувство на несреќа, тага, болка со години. Ние тогаш имаме проблем и треба да побараме решение за тој проблем, а не да бараме луѓе, материјални средства, патувања, забави кои ќе не направат среќни. Не да бараме луѓе на кои што ќе ја префрлиме одговорноста за нашата среќа. Ако ние не сме освестиле колку многу сме среќни или сме биле среќни низ животот, џабе е другите тоа да ни го кажуваат и да ни го покажуваат. Среќата е тесно поврзана со благодарноста. Среќните луѓе се благодарни луѓе. Среќните луѓе
се задоволни од она што го имаат, од она што им го дал животот, од она што го стекнале, заработиле, постигнале, од односите во кои што се. Ако не е така, тогаш бараат начини, одат напред, пробуваат и вака и така, прифаќаат дека не може се да се има, не може се да биде секогаш како што ние сакаме. Дека не знаат понекогаш што ќе биде, како ќе биде, дека понекогаш не ни знаат што да направат и како да се носат со ситуацијата. Ама имаат можности да бараат начини, да пробуваат, имаат затоа што се живи, затоа што се овде, затоа што имаат способност, капацитет и вештини да си создадат живот вреден за живење. Пред се за себе, а потоа заедно со други луѓе кои исто така ја пронашле својата среќа, кои умеат да се радуваат, кои се благодарни на се што имаат и кои умеат да споделуваат со другите луѓе. Среќата не е нешто што доаѓа однадвор. Нашата среќа не е работа на другите луѓе. Чувството на среќа е длабоко во нас. Ако ние не успееме да го најдеме таму, ако ние не освестиме кои се нашите причини да бидеме среќни, задоволни, благодарни, не постои ништо надвор што ќе не усреќи. Умењето на животот, умешноста да се биде среќен, да се биде среќен сега и овде, со се што сме и се што имаме. Ако тоа го научиме, тоа чувство ќе можеме да го сочуваме во себе си и да го повикаме секогаш кога ќе ни затреба. Ако не сме свесни, ако не можеме да уживаме во миговите и да ја видиме таа среќа, и ако се земаме здраво за готово, не постои начин да увидиме колку сме всушност среќни со самото тоа што имаме можност, еве, јас да го снимам ова видео, а вие да седите и да одвоите 10 минути и да го изгледате. Да, и тоа е среќа, затоа што некои луѓе ја немаат таа привилегија денес. Ви посакувам да бидете среќни во текот на денот колку повеќе можете, да ги освестувате сите тие среќни мигови и се она што како среќа носите во себе и имате како дар од животот, а да не ја барате среќата од надвор, затоа што не е таму и нема да ја најдеме. Ви благодарам што ме следите, следете ме и на мојата страница Ти можеш и со некоја нова тема се гледаме во некое следно видео. Убав и среќен ден ви посакувам од се срце.